Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача да го зголеми вашето неделно расположение. Се надевам дека ќе успееме во тоа. И веднаш да ви ги представам моите први денешни гости во Неделното попладне. Тоа е господинот Исмаил Јолџи, раководител на фолклорната група Мерзифон од Амасија, Република Турција, инаку универзитетски професор во Амасија. Веднаш до него Совча Макенаджиева, почесен председател на ансамблот Тримери од Струмица, а во преводот во овој разговор ќе ни помогне Елена Цекова, поранешна членка на ансамблот Тримери. Господине и мои дами, добар ден, добре дојдовте во Неделното попладне на програмата на ТВ каналот ВИС. Преведимо дека му посекав добре дојде. Hoş geldin. Thank you. Ето, салам алейкум. Wa alaikum salam. Ето така, знам понешто турски, знам 5 збора, добро. Повод за овој разговор е еден прекрасен концерт кој деновиве се случи во нашиот град, во каде беше концертот? Во амфитеатарот, во срцето на Струмичкиот градски парк, а во рамките на манифестацијата Струмица Open Fest. Како помина концертот, прашање за господинот Исмаил Јолџи. Колку е задоволен од настапот овде во Струмица и од гостувањето во Струмица? Can you tell us something about the concert yesterday night and tell you how you feel here in Strumica, like our guests? Like Yesterday night we together performance ensemble Trimiri and Merzifon municipality folk dance group. Very nice people watch all performance and very nice together performance. 1 hour we very happy. Вчера заедно со Ке ми бидете малку погласни само, добро? Вчера заедно со нашиот ансамбл Тримери настапуваше и нивната група од Мерзифон. И тие се многу задоволни како се одвиваше целиот перформанс. И кажуваат дека немаше да биде толку добро доколку не бевме заедно како групи двете да настапуваме. Многу се задоволни од гостопримството, а исто така и од публиката која што им посака топло добре дојде и беа воодушевени од нивниот настап. Така, мораме да констатираме дека амфитеатарот беше претесен да ги приме сите заинтересирани кои сакаат да го видат овој заеднички концерт на ансамблот Тримери, на кој настапи нели фолклорната група од Мерзифон од Амасија, Република Турција. Убаво е кога така две фолклорни друштва соработуваат. Господи Макенаджиева, од кога трае соработката со групата од Мерзифон? Првите познанства со членови од оваа група, поготово со господинот Исмаил, започна во Колобжек, Република Полска. И двете групи бевме гости на меѓународен фолклорен фестивал. Тука не само сега, секогаш на фестивалите се склопуваат пријателства, поготово кога има повеќе групи. Но тоа пријателство беше навистина искрено, за да после една година добивме покана од нивното друштво, фолклорно друштво, и тоа беше 2008 година започна познанството, 2009 година веќе бевме гости во Амасија. Членовите што беа гости во Амасија беа презадоволни, восхитени од настапите на двете фолклорни групи, но и од пречекот што им бил обезбеден таму за да можат да посетат се што е интересно, дури во тој момент кога се одржувал фестивалот во Амасија биле поканети на уште еден фестивал во Јусуфели. Од едниот продолжуваат на другиот фестивал, феноменално имат поминато
така да пријателството уште повеќе се зацврстува. Оно што ме интересира е дека тоа пријателство, рековте, датира од вашата прва средба во Полска на тој меѓународен фолклорен фестивал. Да. Оно што не го рековте е дека овој фестивал се одржа 2008 година. Да. 2008. А Значи, веќе 8 години трае тоа пријателство, таа соработка. Значи 2009 ние бевме поканети, го изведовме нели првото патување со Амасија и сега после тоа После цели 8 години или после 7 после 7 години еве гостување друштвото од Амасија. Еве сега од Амасија се наши гости. И многу ни е драго што ја прифатија нашата покана, поготово да бидат гости на нашиот втор меѓународен фолклорен фестивал Оро без граници. Добро. И затоа сме благодарни на поканата што ја имаме по 4-ти пат. Значи Струмица Опен фестивалот слави 5 години, а ние веќе 4 години редовно едно по друго сме дел од тој фестивал, со 2 фолклорни меѓународни фестивали. Така. Мене ме беше жал што минатата година Оро без граници го немаше како содржина. Оти кога се одржа прв пат, беше тоа навистина спектакуларно, беше навистина многу убаво. И одеднаш очекувавме тоа да стане традиција, следната година го немаше како Оро без граници, но еве годинава повторно се враќа. Јас се надевам сили и се надеваме дека понатаму почесто ќе можеме да го одржуваме овој фестивал. Елена, дали ти беше на тоа гостување во Турција во 2009 година? За жал не. Не, штета, ќе те прашав за импресиите од таму. Жал ли ти е што веќе не си дел од Тримери? Да. Да? Еве сега ќе ги потсетам гледачите дека не знам која година беше тој концерт кој се одржа во домот на АРМ. Елена Цекова беше дел, значи фолклористка во ансамблот Тримери, една од подобрите, една од позабележителните, јас барем така мислам. Јас бев водител на тој концерт и одеднаш организаторите ми открија една мала тајна. Велат, надвор од сценариото, надвор од она што треба да го зборуваш, ќе направиме едно изненадување. Еден член на Тримери ќе побара за жена една членка на Тримери. Таа членка е Елена Цекова. Елена, ајде малку подсетување за тоа. Ова не беше дел од договорот. Нема договори кај мене, Беше навистина многу организирано. Јас за тоа не знам како не бев дознала, меѓутоа околу 10 дена. Нека беше интересно ако дознаеш, така. Да, околу 10 дена имало подготовки во смисла на организацијата, на самите реквизити кои што треба да се подготват, на сите членови да се известат дека не треба ни случајно јас да дознам за понудата за брак. И дури тој ден, бидејќи бев многу зафатена, бев и спремна да кажам не можем да дојдам или ајде што побрзо само да се заврши ова, бидејќи имав стварно големи обврски. И кога стигнав таму, кога ме повикаа на сцената, кога јас те повикав на сцена, точно, предпоставував дека ова е договор со Александра за да можам да кажам неколку зборови повеќе за ансамблот Тримери, чисто колку да знае публиката. И на крај памет не ти доаѓаше што ќе се случи, така. И затоа на сите прашања кои што вие ми ги поставивте, јас повеќе одолговлекував, за да можам да кажем повеќе. Така. И кога ме прашавте за што е тоа што најмногу досега ќе биде незаборавно за мене, ви зборував за гостувањата, но вие ми кажавте, јас ти гарантирам дека постои нешто што ќе го паметиш за цел живот. Така ли беше? Да, те малам сврти се. И кога се свртев, ми се сврти и умот. Супер. Ова навистина ќе го паметиш цел живот. Да. Навистина беше прекрасно. Ова не ни е тема на муабетот, но убаво беше малку да поразговараме и на таа тема. За случувањата во Тримери. Така, разговараме на тема убава соработка помеѓу фолклорната група од Мерзифон од Амасија, Република Турција и ансамблот Тримери. Господине Јолџи,
Прв пат сте во Струмица. Колку ви се допаѓа градот, колку ви се допаѓаат струмичани, како се чувствувате овде во нашиот град? I guess you are here for the first time in Strumica, like a guest, and we want to ask you, do you like our city? What you can tell about the people here in Strumica? And Како се чувствувате? yes, Да. how you feel here? I understand. We meet 8 years ago. Macedonia group Strumica, leader Alexander. Alexandra, I see Alexandra. Very Жал ни е што овде Александра не yeah, е. but Има други области. very big heart, Така. very good heart, Alexandra. All children for this Alexandra, mama. Yes, yes. Така е, така е. Very nice. I like this time Alexandra, and Alexandra for me be my sister. Така е, добро. Every time when will organization make organization, I give Alexandra invitation. I sent invitation. Alexandra every time say me very nice Strumica, very nice people, very nice city. I want see here. First time come here. Really very nice people, very nice city, very nice city plan. Одиме степ бај степ. Ајде малку со преводот. Значи, најпрво, уште со самото запознавање во 2008 година со Александра во Полска, уште од тогаш меѓу нив се родило пријателство, бидејќи Александра, како што знаат и сите струмичани, има огромно срце кое што е полно со љубов и секогаш е отворена за нови пријателства. Тој кажува и за дека сите членови од Тримери, таа е како точно, мајка. таа е како не само на членовите од ансамбл Тримери, туку и на сите гости кои што се дружат со нас, да. Таа ги гледа на вистина како дури и јас, иако сум повозрастна, ја гледаме сите како наша мајка. Така е таа настроена кон нас. Исмаил кажува дека уште одамна тој секоја година и праќа на Александра покани за било кој фестивал кој што се одржува во Амасија или доколку има некој друг во Турција, каде што тој може да биде посредник. Меѓутоа Александра му има кажено, ќе дојде ден и ти да дојдеш во Струмица, само да не ти раскажам, туку да бидеш гостин и да видиш за што ти зборувам. Сега тој иде тука за прв пат како гостин преку ансамблот Тримери и кажува дека е навистина воодушевен и дека навистина Александра не можела да му го опише тоа што тој сега го има И дека видено. навистина Струмица е убав град, Да. народот струмички. Струмичани, дека се топол народ, Така е. дека многу добре дојде им приредија на гостите и дека градот, како град, е многу убаво организиран, многу модерен, со исклучоци што има фолклорни елементи и стари делови кои што не го прават дел како од сите макети Така, на така. градови кои што постојат. Борет, она што го знам дека ансамблот Мерзифон од Амасија од Република Турција во Струмица пристигна од едно гостување во Охрид, ако не се лажам. Не. Прво бевте во Охрид, па потоа дојдовте во Струмица. Една компарација. Вие пред да влеземе во студиото ми рековте Струмица многу повеќе ми се допаѓа од Охрид. Струмичани се многу потопол народ од Охригани. Дали е тоа навистина така? Before you come here, you were in Ohrid. Yes. And you told us Ohrid is not so good like Strumica. People in Ohrid are not so nice like the Strumician. Дали Yeah. тоа не го велеше заради тоа што ние сме струмичани или навистина е така? Is that the real thing or it's because you... I understand. Ohrid, touristic people, tourism city. All country come for holiday. But
here only Strumica people. I like country or city culture. Yes, because I am a teacher. I am coming here don't for holiday. I come. My group come here for festival, folkloric festival. Merzifon city have very young and very like folkloric festival president. Here, Strumica, I know, very young, very good, very good working president, very like culture activity, because we like this. I hope. Повели, Елена. Yeah. Исмаил кажува дека Охрид е туристичко да, место. Охрид е туристичко место, меѓутоа таму бидејќи одат луѓе од сите држави, не може да се долови атмосферата која што ја пружат Охриѓани и македонците како народ, за разлика од нас струмичани кои што сме тука постојано. И тој кажува, јас не дојдов тука за одмор, туку ние дојдовме за фестивал. И ни беше мило што запознавме не само дел од фестивалот, туку го запознавме и градот, ги запознавме и луѓето. А кажува дека исто и на нивната општина имаат млад градоначелник како и нашиот, кој што е заинтересиран за да се одвиваат вакви активности, кои што си од меѓународен карактер. И дека му е многу мило што и овде, исто така, и нашиот градоначелник е отворен за соработка за младите да можат да покажат што имаат. Одлично, одлично. Ке го прашам господинот Јолџи, колку време постои ансамблот од Мерзифон од Амасија и како фолклор негува? Од кој дел на Турција се негува фолклорот или негувате фолклор од сите региони на Турција? How long you have this ensemble, this folklore group in Amasya, and what kind of dance you have there? Is it part of Turkey, of Amasya, or is it of all Turkey and all the cities there, all the Turkish culture? I understand. What you are Од сите performing региони. there? Нели Турција е поделена на Да, региони и да, секој да. има свој Специфични, специфичен фолклор, да. Yeah. My association Amasya Hoytat 10 years ago. My assistants together, I am president Amasya Hoytat. 10 years we make international folk dance organization. Our country and different country. We make performance not only my city, because Turkey 7 part different folk dance. We have 7 part different folk dance, different music, different costume. Very big culture, my country. Anatolia. Yeah, you know Anatolia. My group performance all 7 part city performance. Така, No only Amasya city. така. We complicate all Turkey. Цела Турција. Yes. Добро. Повели? Господинот Исмаил ни кажува дека тие не организираат само фестивали во Амасија, туку во цела Турција и пошироко. И од тие причини секаде сакат да представат не само дел од Амасија, туку и од цела Турција. Кажува дека Турција е поделена на 7 делови и секој од нив си има специфична музика, специфични костуми, специфични игри и ора. И затоа тие се трудат колку што е можно повеќе да научат и да се представуваат со сите различни видови на игри кои што Турција ги нуди, бидејќи тоа е една огромна држава која што навистина има што да покаже со својот фолклор. Така. Исто како Македонија. Одлично, одлично. А колку на господинот Јолџи му се допаѓа македонскиот фолклор?
Do you like Macedonian folklore? Yes, because Balkanski, all Balkanski. Balkanski together live very long time. Another people, another culture, but together live this very big culture, Okay. music and figures. I like because I know all country folk dance, but Balkanski special for me. Македонскиот фолклор нормално дека ќе го сака исто како и другите балкански фолклори, бидејќи иако сме со многу поразлична култура од Турција, сепак ние живеевме многу долго време заедно и сето тоа направило да имаме некоја поврзаност без разлика на различностите кои што се јавуваат како нации. И кажува дека сите танцови се убави, сите ора си имаат своја карактеристична убавина како фолклор, меѓутоа нашите се издвојуваат и тие се специјални за нив. Браво. Почитувани гледачи, во најавата реков дека господинот Исмаил Јолџи е, освен тоа што е раководител на фолклорната група Мерзифон од Амасија, Република Турција, тој е и универзитетски професор во Амасија и предава физичко воспитување, значи професор по физичко, го гледаме. И пред да влеземе овде во студиото, седејќи надвор и договорајќи се за тоа како ќе тече овој разговор, го прашав, ако вие, господине Јолџи, сте професор по физичко, што барате во Струмица? Сега се одржува во Рио де Жанеиро Олимпијадата. Вашето место е таму, во Рио, а не во Струмица. Тој вели, јас ја сакам Македонија. Одлично од негова страна. Господин Македоџиева, таа соработка предпоставувам ќе трае и понатаму, дека и вие ќе одите во Турција. Предпоставувам веќе има покани. Има. Така? Верувам дека ќе возвратиме со гостувањето. Соработката ќе продолжи, а јас реков, соработката меѓу групите ќе продолжи. Пријателствата што се склучуваат на овие фестивали, како што рече господинот Исмаил, значи сега комуникацијата е многу побрза, стално може да се слушнат, да се видат. И овие пријателства ќе останат вечни. Да се надеваме дека тоа ќе биде така, дека тоа пријателство и таа соработка ќе продолжи и од генерација на генерација, ќе се менуваат генерации и во ансамблот Тримери, и во ансамблот Мерзифон од Амасија, но таа соработка е убаво да продолжи понатаму за доброто на културата на Балканите и за доброто на културата во цела Европа. Бидејќи тоа е тоа што станува, нели? Тоа се тие трајни вредности. Така. Кажете ми што има ново во ансамблот Тримери и за што се подготвувате, што го одбележа периодот кој помина? Па имавме, да не речем, бурен период до Опен фестивалот. Имавме неколку гостувања, првин овде во нашата околина. Великденски средби во Иловица, Ѓурѓовденски фестивал во Ново село. Меѓутоа, излеговме и надвор од државата и тоа за месец дена 3 патувања остваривме. Првото беше во Линц, Австрија, второто во Брчко, Босна и третото во Синделфинген, Германија. Така. И тоа што е интересно на овие патувања, и 3 патувања беа на покана на наши струмичани кои живеат во Линц, во Синделфинген и во Брчко. Голема благодарност што тие, каде што живеат, сакаат да и тие таму да го негуваат нашиот македонскиот фолклор, се интересираат кога доаѓаат тука за работата на ансамблот Тримери, па се интересираат со што Александра може да им помогне, а таа секогаш помага, и токму заради тоа беа тие 3 покани, реков, во рок од 1 месец. Дури вака од Брчко се вративме на тајде да не ја сгрешам, Сабајле во 3, вечер во
10 сата ние веќе тргнавме за Германија. Се беше организирано, убаво, прекрасно бевме. Како бевме. се менува времето, а некој нешто е како вредност се останува. Останувата. Георги Калайджиев пред многу години беше водител на една турнеја, на настапи на едно друштво што сега го нема. Тоа е културно-уметничкото друштво Боро Џони. И тогаш јас за прв пат отидов во Синделфинген, тоа е место на 18 километри од Штутгарт, но таму се наоѓа главната фабрика на Мерцедес. Синделфинген, Бебринген, таму се произведува Мерцедесот. И од тогаш тие пријателства овозможија јас во Синделфинген да одам 5-6 пати и така натаму. Еве, тие пријателства остануваат и понатаму. Еве ансамблот Тримери гостувал во Синделфинген и јас се надевам дека тоа нема да биде последен пат. Нема да биде, луѓето беа задоволни, така да верувам дека ќе бидеме повторно поканети, а ние со задоволство ги прифаќаме ваквите покани. Така. Нема да ве задржам многу, останува само да ви се заблагодарам за гостувањето во емисијава. Да ви посекам, вие утре заминувате за Турција, да ви посекам среќен пат, господине Јолџи, и да ти дојдете повторно во Струмица. I want to thank you for being our guest here in the television, but in Strumica also. We know that tomorrow you are going home. Yes. And we want to say you goodbye and we hope to see you again. Thank you very much. I hope see you again. Госпожа Макенаджиева, вам ви благодариме исто за гостувањето и посакам уште многу гостувања, уште многу успеси на ансамблот Тримери. Ансамблот Тримери е нешто што ние струмичани се гордееме. И јас само кратко сакам да се заблагодарам што нашиот градоначелник, господинот Зоран Заев, членовите на Советот на општина Струмица, членовите на Младинскиот совет ни овозможуваат 4 години поред, реков, да бидеме дел од Струмица Опен фестивалот. Се надевам дека ќе продолжат, а јас би сакала фестивалот да продолжи заедно со Фестивалот во фестивалот. Фестивалот во фестивалот, затоа што навистина тоа се прекрасни денови и за нас, членовите од ансамблот Тример, не само за струмичани. Се надевам дека тоа ќе биде така. И секако голема благодарност што еве групата од фолклорната група од Амасија ни беа гости, ќе имаме прекрасни моменти што можеме стално да ги прераскажуваме. Јас сум убеден дека таа ваша соработка ќе продолжи во наредниот период на взаемно задоволство. А тебе, Елена, ти благодарам за помошта во овој наш разговор. Немој да ја заборавиш Струмица, и ако живееш во Неготино, немој да ја заборавиш Струмица, ниту ансамблот Тримери. Знам дека те врзуваат убави мигови со овој град и со овој ансамбл. Благодарам. На крајот една голема благодарност и до Александра, зашто, како што рече Исме, господинот Исме, таа има големо срце, големо трпение со сите нас и сака да биде се убаво. Се надевам дека... Јас сум сигурен дека Александра во моментов го следи овој разговор и ја поздравуваме. Почитувани гледачи, одиме понатаму со емисијава. Следува еден разговор што деновиве го снимавме со Александар Гошев, член на Македонската филхармонија, член на Скопскиот дувачки квинтет и организатор на музичкиот камп што веќе по 5-ти пат се одржува во Струмица. Проследете го овој разговор.